После катастрофалниот земјотрес во Албанија, меѓународната заедница со спасувачки екипи и со материјална и техничка помош интервенираше во најпогодените средини. Македонија помогна со 42 лица преку единиците за брзи интервенции и специјалните единици за кризен менеджмент, но Штип може да се гордее со експертската помош која на надлежните институции во Албанија им ја даде Тони Атанасов, актуелен командир на Штипската противпожарна единица и експерт во организирање на материјалните и човечки ресурси во услови на елементарни непогоди. Неговата апликација за постапување во конкретниот земјотрес во Албанија е избрана како најсоодветна од страна на меѓународната асоциација НАЛАС, која функционира како мрежа за меѓусебна помош на општините од земјите на југоисточна Европа. Тој предстојувал 4 дена во Тирана и работел на ангажманот и координацијата помеѓу институциите во Албанија, надлежни за постапување во кризни услови. Моите согледувања ги дадов до налаз во вид на совети, што понатаму, по моје мислење, би требало во Албанија да се подобри како би можеле што посоодветно да се снајдат или да се справат со вакви кризи. Непочитувањето на стандардите за издржливост при земјотреси во изградба на објектите се смета дека е главен фактор за големиот број жртви и повредени и за многуте срушени и оштетени објекти во Албанија. Но она што беше дополнителен проблем во целата ситуација, тоа се големите резервоари за вода кои ги имаше скоро на секоја постара зграда, вели Атанасов. Карактеристично за Албанија, на мене што ми остави впечаток, е на постарите згради имат своевидна, како да кажам, собствена инсталација на вода со цистерни кои стојат на рамниот кров на зградата. Секоја фамилија валјда има по една цистерна, тоа е негде 10 до 15 тони вода постојано на тежината и по укажувањата и покажувањето на луѓето од таа бранша во Албанија дека опасноста највише таму доаѓа, бидејќи се случило во Скадар. Тежината е толку голема, зградата е стара, доваѓа до пропаѓање на целата плоча и фактички зградата паѓа како од харта и има доста жртви. Во Албанија земјотресите не запираат. Само во последните 80 часа биле регистрирани 12 потреси. После посилниот земјотрес пред околу половина месец, бројните потреси потоа не предизвикуваат материјални штети, меѓутоа жителите таму се во паника. Во серијата силни земјотреси кои кон крајот на ноември ја погодија Албанија, настрадаа 52 лица.